Ведени од гостиварското јавно предпријатие Комуналец по неофицијалните информации дека било потврдено присуство на фекални и други бактерии во градскиот водовод. Меѓу апсените е и директорката на јавното предпријатие. Сите во моментов се во полициската станица во Гостивар, а оттаму во живо ја имаме колешката Тамара Дичевска. Тамара, ова приведување кое што неофицијално ја потврдува и дава одговор на резултатите од замените мостри во градскиот водовод во Гостивар, кои се информациите кои што ги имаш за сега? Уапсена е директорката на јавното предпријатие Комуналец тука во Гостивар заедно со уште двајца нејзини соработници, односно техничкиот директор како и раководителот за водовод. Предпладнево од јавното предпријатие Комуналец со лисици на рацете беа уапсени и донесени тука во Гостиварската полициска станица. Како што може да се забележи на видеото, како ја изнесуваат директорката и ја носат тука во полициската станица во Гостивар, видеото го објавија од Министерството за внатрешни работи. Ова апсење следува по пред истрагата која што ја отвори обвинителството со оглед на тоа што се вршат истражни действија во моментов, со оглед на тоа што веќе се пристигнати резултатите од мострите кои што се земени од загадената вода тука во Гостивар, меѓутоа ниту здравствените власти не ги објавуваат резултатите од мострите, ниту пак од обвинителството. Здравствените власти велат дека чекаат одобрение од обвинителството, додека пак иако станува за страшна епидемија тука што се случува во Гостивар со над 3000 луѓе кои што се затруени со симптоми стомачни тегоби, диареја и повраќање, сепак за сега се уште не се соопштуваат резултатите. Според обвинителството, како што објавија јавното обвинителство, и натаму презема истражни действија за прибирање докази. Сите прибавени докази до овој момент, како и доказите кои допрва се очекува да бидат доставени, се анализираат за да се утврди состојбата од која ќе произлезе правна квалификација на евентуално сторено кривично дело и идентификација на сторителите. Постапката се уште е во фаза на предистрага која е тајна. Веднаш по утврдување на сите околности и донесување на соодветна јавна обвинителска одлука, јавноста ќе биде запознаена, соопштија од обвинителството, така што овие резултати се уште се држат во тајност. Но сепак според неофицијалните информации од земените 4 мостри на водата, во 2 мостри се најдени фекални бактерии, додека пак во една мостра е најдено големо количество на хлор. Доколку овие резултати се потврдат, тогаш станува збор за сериозно прашање, кој што се отвараат сериозни прашања за како се управува водоводниот систем тука во Гостивар. Едно од насоките што испитуваат надлежните институции можноста до водоводната мрежа да навлегло до фекално загадување, при што потоа се пробало да се исчисти со поголемо количество на хлор, но сепак ова се неофицијални информации дека во 2 мостри се најдени во 2 мостри се најдени фекални бактерии. Ги исчекуваме официјалните информации за кои што за сега во текот на денот не е најавено дека ќе бидат соопштени. Во меѓувреме тука во Гостивар градоначалникот формираше кризен штаб на општината за како да се помогне и на градот и на граѓаните. Тука во градот денеска ние направивме обиколка, поставени се пунктови каде што се дава вода, меѓутоа градоначалникот кажа дека за сите оние граѓани кои што се од околните села или оние стари незнамуштени лица ќе отворат телефонска линија каде што ќе може да се јават и волонтери од општината да им достават питка вода за пиење. Градоначалникот Валјон Лимани вели дека не чувствува морална одговорност за епидемијата што се случува во Гостивар, вели дека да чувствувал досега ќе се поднел оставка за директорката и двајцата други нејзини соработници кои што се апсени, кажа дека се суспендирани, дури трае истрагата. Премиерот Мицкоски побара и кривична и морална одговорност за надлежните кои што имаат вина за труењето, односно епидемијата која што се случува деновиве во Гостивар. Во продолжение ги слушаме и премиерот Мицкоски и градоначалникот на Гостивар. Значи, сме биле во контакт со директорката на јавното предпријатие Комуналец и секако тие моментално се повлечени од тие функции. Денес ги очекуваме резултатите и врз основа на тоа и ќе постапиме како што кажав. Со тоа не сакам никој однапред да преземе вината, но секако не сакам и било како да се попречи во работата на надлежните органи. Јас не чувствувам морална одговорност затоа што јавното предпријатие е правно лице кој менаџира и кој работи во тој поглед. Инаку
Граѓаните од Гостивар, повеќето од тие што ме знаат, доколку беше поинаку, секако првата оставка ќе дојдеше од моја страна. Од денеска па натаму локалното јавно предпријатие Водовод да започне со чистење на системот, хлорирање и да речеме во рок од ден, 2, 3 да можат граѓаните да користат за техничка потреба. Тоа е веќе повторно дел од ингеренциите на локалната самоуправа, инаку морална одговорност апсолутно таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност, покрај тоа што претпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност. Очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност, а ние како владени институции ќе продолжиме и понатаму да колку е ова возможно со иницијативи од типот на вчерашното да го олесниме животот на гостиварци. Да, тројца се приведени, Тамара, ги очекуваме официјалните информации од основното јавно обвинителство. Во моментов се наоѓаш пред полициската станица во Гостивар, меѓутоа денот го помина во градот, беше во неколку населени места во непосредна близина. Уште во петокот Агенцијата за храна и ветеринарство за секаква употреба ја забрани водата од водоводот во Гостивар. Како граѓаните се снаоѓаат со вода за основни потреби? Ситуацијата во Гостивар можам да кажам дека е страшна. Секој разговор на улица помеѓу граѓаните тука на Гостивар е за катастрофата што ги има снајдено во сред јули новија пеколни температури да немаат вода. Покрај тоа што немаат питка вода за пиење, водата која што тече од чешмите, која што е загадена, не може да користат ниту за хигиенски услови. Вела дека дури и заби мијат со флаширана вода, со таа вода не можат да ниту пак да готват, ниту да мијат овоше, ниту пак да извршуваат хигиенски навики кои што особено се важни за овие пеколни температури, но секако дека и они како што велат се плашат со оглед на тоа што на 3000 луѓе имаат симптоми на труење, односно диареја, стомачни тегоби и повраќања. Тука во градот, како што напоменав и пред малку, има пунктови со вода, меѓутоа се носи флаширана вода со камиони. Ние разговаравме денеска и со пожарникарите и речиси отидовме на сите објавени пунктови, но немаше вода. Како што ни објасни од пожарната, кога се носи камионот со вода за 5 до 10 минути се празнат од голем број на граѓани кои што доаѓаат да земаат пакети. Ако ова денеска е слика што има, можам да кажам, во места каде што се случуваат природни катастрофи, таква беше реалната слика денеска во Гостивар. Ние бевме и снимавме, ќе може да погледнат и граѓаните, камион кој што истовара вода и луѓе кои што буквално чекаат во редици за да земат вода, дали е тоа за пиење или за било какво користење со оглед на тоа што се спречени од основниот ресурс кој што му е потребен на секој човек. Граѓаните дури чекаа за вода, разговаравме со нив, речиси во секое семејство има човек, има дел од семејството кој што бил затруен од овие симптоми, вела дека многу тешко се живее вака и бараат што побрзо да се реши ситуацијата, бидејќи смета дека ова не се нормални услови да се живее во 21-виот век во јули каде што температурите изнесуваат 40 степени, а тие немаат вода за пиење. Во продолжение ги слушнеме и граѓаните. Со водата во населба Фазанерија и Гости и Циглана е катастрофа работата, не само сега, туку и порано. Немаме вода преку ден, само ноќе стануваме во 2 сата да полнеме вода за да имаме преку ден, 3 ден. Никако, се со диареја, све сме по лекари, све сме со потеки. За негде сме. Сосем следа дома со деца мали. Како се снаоѓате со вода? Чекате да дојдат камиони, купувате? Камиони, одиме по селата, по некого праќаме ни носат. И тоа е, колку може да донесат од село. Имав и јас симптоми, и примив инфузија, и брат ми исто, и околните комши и другите околните места имаат исто симптоми. Сега само со флаширана вода, тие секојдневни некои обврски домашни, како ги извршувате све со тугачка? Со флаширана вода и полнеме, среќа што имаме една чешма тука во близина. Да, јасно е колку е тежок животот во Гостивар. Во моментов Тамара имаше најави на социјалните мрежи и за протест утроба. Се појавили некои? Да, ако може да се нарече тоа протест, меѓутоа да беше протест со оглед на тоа што дојде од 20 до 30 граѓани кои што беа изреволтирани од состојбата во која се оставени да живеат во денешницата, ако можам така да се изразам. Меѓутоа сите со кои што разговаравме на протестот беа разочарани за малиот број на граѓани кои што дошле тука го изразат нивното незадоволство и да побараат одговорност, меѓутоа да им се реши овој проблем со кој се соочуваат. Вела дека сите ја пијат истата вода без разлика на
на вера и националност, дали се македонци или албанци, дека сите сплотени заедно тука треба да бараат одговорност, да се најде виновникот поради кој се доведени во оваа ситуација, меѓутоа и да им се реши проблемот и конечно да имаат питка вода да пијат денеска и секако и во наредниот период. Дури можам да кажам во една од изјавите го споредија времето на оваа ситуација споредија во времето на Хитлер и вела дека државата не прави ништо, туку го чека најлошото сценарио да се случи па да преземат нешто надлежните институции за да се реши состојбата. Во продолжение ги слушаме и нив. Јас случајно прочитав дека ќе има протести и тргнав наваму, мислејќи дека стварно ќе имам голем број несограѓани. Проблемот не е поединечен, проблемот е од цел град и со околината некој дел. Не знам што е поентата и кај се луѓето. Мислам дека тоа е голем скандал во 2026 година да се соочиме со ваков проблем. Многу е тешко затоа што не може да се користи водата за ништо, ни за туширање, ни за миење садови. И баба ми сакаше да дојде, ама ми вика не можам да се измијам, нема да можам да дојдам, нема вода. Ако сега не преземе држава наша, без разлика што било вчера, што ќе биде утре, тогаш јас сметам дека ние сме во незаштитена положба како граѓани на Република Македонија. Да, Тамара Дичевска во живо од Гостивар. Тамара, благодарам за овие информации, со најновите те очекуваме во Централниот дневник.